Интернисти и општи хирурзи со проширени ингеренции и знаење ќе има и во Кочанската, Струмичката, Битолската и Тетовската болница, кои ќе третираат и оперираат пациенти, а не најголем број како досега да завршуваат на скопските клиники. Ова е предвидено со ново стариот начин на специализација кој ќе стартува од октомври и предвидува 5-годишна специализација општа хирургија и 5 за интерна медицина. Оние кои ќе сакаат повисоки титули како торакален и дигестивен хирург или гастроентерохепатолог, ќе имаат можност од 2 години субспециализација. Ефектите кои очекуваме да бидат постигнати за здравствениот систем се подобра достапност на квалитетна здравствена услуга за нашите граѓани, намалување на упати кон терциерно ниво, подигнување на безбедноста на пациентите и рационализација на човечките ресурси во здравствениот систем. Наместо како досега специализација по желба, која во пракса значи голем број на пластични хирурзи, гинеколози и кардиолози, а дефицит од неопходните анестезиолози и патолози. До усовршувањето на знаењето ќе биде согласно потребите во здравствената установа. Во основата, онаа што ние имавме постарите генерации, е нешто што секогаш држи да можат нашите колеги низ натрешноста да имаат поголема можност со поширок диапазон на припишување на лекови и на работа да си го оправдаат. Борете да искочите во пресред на луѓето и нивните желби, доколку е тоа можно, ама она за кое што треба менаџерите да се секират е да го креираат кадарот кој што на таа болница е потребен. И е стварно неверојатно како фалат некаде кадри, а се добиваат ностоп државни специализации за други области. Идејата за оваа реформа е на Лекарската комора за подобар здравствен систем. Откако ќе помине на владина седница, ќе бидат известени универзитетите за ново стариот начин на специализација. Сања Димитровска, Сител телевизија.